На еден велик ден бевме собрани на маса сите, цела фамилија, и го прославувавме денот. И син ми, кој што беше тогаш 16 години, не седна сите и рече, јас имам нешто да ви кажам. И рече дека веќе подолго време како осеќа потреба да не извести дека е геј. Првиот момент беше шок за нас. Ние сме растени во оваа средина, воспитувани во оваа средина и веќе формирани луѓе отидени во Австралија. И тоа ни беше шок. И додека се снајдеме, во прв момент нормално доаѓа сомнежот. Дали тоа навистина тој го мисли тоа? Поминавме низ еден многу тежок период. Период на само испитување и период на испитување што се знаците, како тоа било факт, а ние не сме го виделе до тогаш. Соочувањето со самиот себе всушност повлече неколку различни работи. Ние бевме воспитувани дека припадниците на ЛГБТИ заедницата се настрани, дека се умоболни. И нормално тука се надоместуваат сите други традиционалистички погледи кои што гледаат на фамилијата. Кога син ни не извести дека е геј, првата помисла што имав јас беше дали е сигурен дека е геј. Првата помисла што жена ми имаше, бидејќи разговаравме веднаш на таа тема, е како тоа ќе помине со целата родбина и пријатели. И тоа беше, како да речем, еден филтер кој што ги сфилтрира добрите луѓе од лошите за нас. Зборам за нас. Секој има право на свое мислење и секој може да мисли како што сака, меѓутоа во основа тука не е за дали е геј или не е геј, тука е едноставно почит спрема човечко битие, кое што е посебно на свој начин. Јас побрзо го пројдов тој тежок период, мислејќи дека, односно, неколку од коцките ми се споија заедно. Беше голем проблем тука за жена ми. Таа многу потешко го помина тоа, кај што доаѓаат во игра социјалните односи со наши блиски луѓе, со роднини, како ние ќе се справиме со тоа. И потоа дојде и други прилично нормални работи за потомство, за брак, за се друго. Дојдовме до еден многу едноставен заклучок дека тоа е истиот тој што 16 години претходно се родил и тоа е истиот тој што е прекрасно дете, прекрасен човек, многу вреден ученик, интелигентен, кој што има смисла за уметност и за музика. И единствено нешто различно е неговата сексуална ориентација. Си ги поставивме приоритетите на секој родител на прво место. Што е приоритетот на секој родител, а тоа е неговото дете да биде среќно и задоволно, да биде излезено, што се вика, на пат, за да може да си го продолжи животот на начин на кој што на детето највеќе му одговара. Почнавме активно да се вклучуваме во заедницата, поготово почнавме да се допишуваме и да бараме други родители кои што
имаат деца кои што се припадници на ЛГБТ и заедницата. И беше прилично тешко тоа да се направи во Австралија, бидејќи во Австралија е тоа непостоечки проблем веќе. Во смисла на таа дури и еви пред неколку години се овозможи и се озаконија геј браковите, така што немаше никакви други пречки за да се основа една многу здрава фамилија од било каков вид. Тоа му овозможи и на нашиот син да се опушти и да биде тоа што е, и можам да речем дека од тој момент натака тој едноставно процвета. Во случај нашиот син да не известеше, да живеевме ни уште во Македонија и тој да не известеше за истото, тоа би било многу потешко. Сметам дека би било многу потешко, сега не знам. Меѓутоа, мислам дека овдека е средината многу посурова за таквите деца. Ако му помогнеме на било кој родител да ја согледа ситуацијата, да го види своето дете дека е негово дете, дека тоа дете не е изгубено и со прифаќањето на тоа дете такво какво што е, ќе му овозможи на тоа дете да продолжи и да даде се од себе во животот, за да може да стане некој нешто. Да може да живее еден пристоен човечки живот. Јас знам по мојот син дека по прифаќањето на се што е тој, иако во првиот момент мислевме дека го изгубивме, откако го прифативме таков каков што е, тој процвета и ние добивме син кој што ги има сите можни квалитети на едно дете на кој што би му го посакал на секој родител. Сега е 22 годишен дечко кој што работи, заврши факултет, сега работи и има многу јака намера да отиде и да живее сам на свое. А ние од друга страна продолживме да се ангажираме со родителите на други деца таму во Австралија, меѓутоа таму бидејќи тоа едноставно и не е толку критично и потребно, ние одлучивме да се ангажираме повеќе на другава страна, во Македонија, каде што поготово жена ми е многу ангажирана со родители на други геј деца и се надевам дека ќе можеме да помогнеме на барем еден човек за да се справи со, верувам, големите притисоци кои што постојат во ова општество. Кога би се вратил назад на тој момент кога синот ни не обавести дека е геј, едино нешто што би сакал да го променам, а што се случи тогаш, е да не губам толку време. Затоа што мислам дека тие 3-4 недели беа критични и за него беа голем притисок, и за нас беа голем притисок, и тоа време е тотално изгубено и никогаш не можеме да го вратиме. Гледајќи ја врската која што ја имам со мојот син сега, која што е неверојатно добра и ние разговараме скоро секој ден, иако сум на друга страна на дуњава, сметам дека тие 3-4 недели беа изгубено време и баш би сакал да ги имам со него. Тоа е единственото нешто за што жалам. За изгубеното време со своите деца.